Сега во експанзија е повторно или акцентот даден на матурантите, бидејќи во моментот тие се подготвуваат, па и за полуматурантите за своите убави сеќавања да ги архивираат некои своји мигови, меѓутоа во пресред секако се можеби најстресните денови, периоди со тие нели испитни сесии кои што ги имаат, полагање на матура и така натаму. Каков е генерално интересот можеби на средношколците за учење во средното стручно образование, ќе дознаеме кај нас, додека бевме јас и ти, можеби имаше вистина големи интереси за овие струки. Па да, за занаетите, како што се вели народски кажано, имаше повеќе интерес, па низ годиниве тоа се менува, но мислам дека и во последниве години има или средните стручни училишта земаат некако голем замав. Ова најмногу веројатно ќе ги интересира и основците кои што во моментов размислуваат каде да го продолжат своето образование, а на следното линковско вклучување Марија со господинот Добре Михајлов, кој што е директор на средното училиште Владо Тасовски, ќе позборуваат и малку повеќе за оваа проблематика, па и господинот Добре ќе може од своје лично искуство да сподели каков е интересот конкретно за ова средно училиште. Марија, добро утро. Добро утро. Добро утро и до вас, тукму од средното стручно училиште Владо Тасовски. Тукму така верувам дека ова вклучување е најпогодно за основците, односно девојто оделенците кои што всушност во месец мај најмногу размислуваат за тоа каде ќе го продолжат своето образование, односно дали ќе го продолжат во некое можеби средно стручно училиште. Каков е генерално интересот за средните стручни училишта кај нас, па воедно и за училиштето во кое што се наоѓаме, Владо Тасовски? Ово утро слушаме од мојот денешен гостин, господин Добре Михајлов, директорот на ово училиште. Да му посакаме добро утро. Добро утро и на вас и да ви се заблагодарам за можноста да пренесам некои информации во вашата емисија. Веднаш на самиот почеток ќе прашам генерално кој е вашиот став? Дали од основците има интерес за средните стручни училишта? За разлика од претходните години, во последните 2 години имаме зголемен број на упис на ученици. Од годината 2023-2024 и 2024-2025 имаме зголеменост од 70 плюс ученици. И генерално во државата, според некои статистички податоци, мислам дека 70% учениците се запишуваат во средните стручни училишта наместо во гимназиите. Конкретно за вашето училиште, кога се датумите за електронското пријавување и колку ученици ќе бидат примени годинава во ова училиште? Значи, датумите за електронското пријавување во првиот уписен рок, значи имаме од 14 јуни до 17 јуни е електронското пријавување, 18 и 19 јуни ние ги прибираме документите, значи документите се доставуваат до нас и на 20 имаме ранг листа за кои ученици се примени и колку слободни места ќе имаме за вториот уписен рок. Вториот уписен рок ни е на 30 јуни, на втори имаме на 1 јули имаме доставување на документи, а на 2 јули имаме ранг листа. И третото пријавување ни е на 21 август. По однос на самите струки кои што ги нуди ово училиште, може ли да ги напоменеме истите, за која воедно струка има најмногу интерес од сите оние кои што сакаат да го продолжат овде своето образование и дали можеби ово училиште нуди нова насока? Ние во нашето училиште запишуваме во наредната учебна година 295 ученици во три сектори или струки. Тоа не е сектор собрика, транспорт и складирање. Имаме техничар за транспорт и шпедиција, која што е дуална во соработка со компании. Техничар за логистика во сообраќајот, која што е исто во соработка со компании. Ова е нов смер кој што ние го запишуваме прв пат оваа година. Имаме техничар за железнички сообраќај, техничар за влеча, машиновозач, кој што е исто во соработка со компании, со македонски железници. Во секторот електротехника и информатички технологии имаме 2 смера, тоа не е електротехничар за електроника и телекомуникации и електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Значи, овој електротехничар за компјутерска и техника и автоматика не е најбаран смер
поголемиот дел од учениците се скрос одлично со максимум поени. И на крај имаме сектор машинство, имаме машинско-енергетски техничар во соработка со компании, имаме техничар за производно машинство во соработка со компании и техничар за компјутерско управување. Исто и овој смер не е нов, но од минатата година, што значи дека веќе еден клас имаме запишан. На самиот почеток напоменавте исто така нов смер? Новиот смер не е техничар за логистика во сообраќајот во соработка со компанија. Значи ова ќе биде дуална паралелка во соработка со македонски железници и транспорт и со имаме неколку шпедициски компании со кои што имаме склучено меморандуми за соработка каде што овие ученици кои што ќе се запишат тамо ќе идат на пракса. Сите оние ученици кои што ќе се запишат во ова училиште се разбира дека има предвиден број за нив, но доколку се надмина тој број, како оди таа селекција, што правите во тој момент? Доколку имаме ученици кои што имаат максимален број на бодови, а тој број е поголем од бројот кој што ние можеме да го примиме, од страна на Министерство за образование се организира во соработка со нас секако, се организира тестирање и потоа тоа тестирање, резултатите од тоа тестирање се внесуваат во системот во кој што учениците се рангираат и се прави нова ранглиста и по таа нова ранглиста ние ги примаме тие ученици. Пред самиот крај ќе прашам господине Михајлов, која е вашата порака до сите деветоделенци кои што ќе го продолжат своето образование, зашто е важно и убаво да се продолжи во средно стручно? Им порачувам на деветоделенците и на нивните родители најпрвен да дојдат на нашиот отворен ден кој што е на 26 мај, да не посетат, да го видат училиштето, да ги видат условите во кои што тие би учеле, но и да ги видат и колегите, професорите, да се запознаат со нив, затоа што стручното образование е во многу голем подем и има многу голема перспектива и за вработување, но и за продолжување на образованието во високото образование на факултетите. Исто така да кажам дека и ние, освен во формалното образование, од септември ќе имаме и една паралелка која што ќе биде во соработка со Volvo. Тоа е 5 степен за возрастни, каде што ќе обучуваме автомеханичари за теретни возила, за камиони. Значи ќе имаме донација која што е од поголема донација од Volvo, во која што овие идни автомеханичари ќе можат да се образуваат. Ви благодарам многу за одвоеното време и ми беше драго што имавме можност да напоменеме нешто повеќе за сите основци. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека оваа тема беше интересна за сите гледачи, воедно најмногу, како што напоменав, има самата најава најпогодна за основците. Може уште еднаш да се напомене дека интересот, односно има навистина интерес за средните стручни училишта. Ако го станува збор конкретно за ово училиште, сите оние основци кои што можеби размислуваат овде да го продолжат своето образование, може да дојдат на отворениот ден кој што ќе се одржи на 26 овој месец, каде што ќе имаат можност да слушнат нешто повеќе за самите струки, насоки кои што се нудат во ово училиште, но воедно и да се запознаат со сите професори кои што предаваат токму овде.